Почнуваме со Еврофокус, со мене е историчарот Петар Тодоров. Шламо што завршивте со состанокот со бугарските колеги во клубот на пратениците. 2 дена дискутиравте за битни прашања од македонската и од бугарската историја. Основното прашање за кое што се интересира и новинарите беше дали се наоѓа компромис или е можен компромис околу идентитетот на Гоце Делчев и дали воопшто стаса наред ова прашање да го дискутирате? Добро, благодарам на поканата и се надам дека вече барем ќе имаме можност да објасниме на јавноста што се излучуваше изминатите 2 дена со оглед на тоа што беше сериозно голем како никогаш досега беше голем интересот на јавноста и сметам дека е важно да се кажат некои работи со цел да не се создава некој вакуум простор кој би се пополнувал со шпекулации кои ќе можат само да наштетат и на процесот и на имплементацијата на самиот договор. Во однос на Гоце Делчев ќе кажам што беше, но мислам дека е во ред да дадем еден контекст што се случуваше овие 2 дена. Ние по подолга пауза се сретнавме, значи двата тима од заедничката комисија се сретна во Скопје. Имавме средба, поради таа малце подолга пауза моравме да дискутираме за некои теми кои се важни во однос на работата на комисијата, како да се подобри нејзината работа, како таа да биде поуспешна. Да, рековте техничките прашања сте ги разбира и имаше некои работи кои се случува во меѓувреме, беше многу важно да ги продискутираме за да видиме на што сме, како да продолжиме. Тоа е најважно и при тоа ни утврдивме една динамика за воиднина. Снемата средба е веќе предвидена начално на 3-4 декември да се одржи, се надам дека таа ќе се одржи. Но имаме тука една ситуација нова, тоа е со развојот со корона пандемијата, корона кризата и утврдувавме динамика на средби следната година. Да, рековте ќе има уште 5 средби најавени за следната. Токму така, тоа се најави, но ќе видиме како ќе работите, бидејќи ние секогаш ги најавуваме средбите една за друга, не календарски со точни датуми. Тоа се дискутираше и тоа беше, мислам, многу важно да се дискутира за да се утврди динамика како да продолжиме и во овие нови услови. Ние дискутиравме покрај овие технички работи и суштински сепак работи, дискутиравме и за учебниците, за македонските учебници по историја и предлог идеите кои дојдоа од бугарските колеги во однос на тоа какви препораки да дадеме за учебниците, како да се подобрат учебниците по историја. Имавме долга дебата, морам да кажам, имавме и суштинска дебата, и имавме и теориска расправа, и материјална расправа во однос на некои прашања од историјата на средновековието. По моје мислење изготвивме една суштинска препорака во однос на учебниците кај нас, која таргира средновековието, и потоа дискутиравме малку за личноста на Гоце Делчев и за евентуалното заедничко чествување помеѓу двете држави. Извинете, пред да преминеме конкретно на ова за Гоце Делчев, која е таа суштинска препорака што ја дадовте за учебниците по историја во нашата држава? Во принцип ние не ги коментираме препораките, иако овој пат имаше согласност од сите членови на комисијата дека владите на двете држави треба да ги објават во јавноста кога тие ќе сметат, како тие ќе сметат, на кој начин тие да го направат тоа, и во однос на заедничките чествувања и доколку сметат и во однос на препораките за учебниците кои досега се изготвени. Оваа суштинска препорака се однесуваше на историјата на периодот на 9 и 10 век и појавата на словенската писменост и на развојот на книжевноста и културата на овие простори. Само толку можам да кажам за оваа емисија. Кога ќе бидат подготвени изјавите во однос на писменоста, режијата ќе ми даде знак бидејќи се преведуваат изјавите од бугарски јазик. Јас не знам зошто навистина немаше превод од бугарски јазик, па ние новинарите сега се снаоѓаме сами да преведуваме. Зошто вие како комисија не обезбедивте превод од бугарски јазик? Добро, комисијата е тело експертско, таа комисијата не е засебна институција која може да
кој располага и со не знам си какви ресурси, ние ако не ќе откриеме јавноста, ние сами на себе сме си и експерти и односи за јавност и многу работи вршиме заедно. Како комисија, така што тоа не е наша должност ние да го правиме, да обезбедуваме превод. Меѓутоа, од друга страна сте историчари, со тоа го негирате ли фактот дека тоа се два различни јазика? Напротив, и дека одиме на тезата на бугарите кои што го спорат и македонскиот јазик, нели гледате малце и така од еден таков аспект? напротив. Да не обезбедувате превод од бугарски јазик? Не, напротив, тоа што нема превод не значи дека ги негираме посебност на македонскиот јазик, напротив, мислам тоа е веќе можеби ја ќе го коментирам како сугестивно од ваша страна. Напротив, тоа што нема превод е техничко можеби прашање, ама јас ќе кажам комисијата не е тело кое треба да мисли на многу работи на фактори. Ние сме насочени на нашата. Која организираше средбата всушност? Како мислите кој организира? Мислите технички? Министерството за надворешни работи организира. Тоа значи, не ни помага во организација. Министерството за надворешни работи би можело да обезбеди превод. Не, јас реков, значи не можете да го патите прашањето кон нас и не е ни некој тоа прашање толку кој проблематизира или па кој не знам го доведува во прашање македонскиот јазик. Напротив. Не би сакал да одам во таа насока. Ние сме во контакти со колегите од Бугарија и ние сме во контакти да организираме средба, тој датум таму и потоа бараме да ни обезбедат соодветни услови каде ќе се сретнеме. Толку, можам да кажам. Еве да видиме изјавата во однос на ова што го кажавте вие дека е договорен некое суштинско прашање во однос на учебниците. Начното и прашање не е договорено ништо околу Гоце Делчев. Еве што изјавија господинот Ангел Димитров и господинот Драги Ѓоргиев веднаш по средбата во однос на ова, за да можеме да коментираме. Во однос на учебниците постигнавме една суштинска би рекол еден суштински напредок со тоа што остваривме една препорака која мислам дека е една основа за понатаму да бидат исто така на таа препорака на база да бидат разгледани и другите препораки од бугарските колеги. Останаа уште не препораки од нивна страна кои треба да се разгледуваат и тоа ќе биде разгледувано на следната средба. Во однос на Гоце Делчев исто така дискутиравме. Имаме на маса нови предлози, нови идеи, кои беа разгледувани, кои беа дискутирани и кои ќе продолжат и понатаму да бидат тема на разговор на комисијата веќе на следната средба во Софија. Идентичноста на Гоце Делчев определя тој. Идентитетот на Гоце Делчев го формирал самиот тој, а не ние. Тоа не е наша работа. Тоа тој го определил и е таков каков што е, како што е неговото семејство, како што била средината во која се формирал како личност. Тоа е идентитетот. Сега за сега тоа е главниот проблем кој останува се уште пречка на сопнување за да се постигне некое заедничко мислење за Гоце Делчев. Од меморандумот околу македонскиот јазик и нација, бидејќи се намитнува како историски факт кој го намитнува Бугарија, дека 44-та е со декрет создаден. Дали за тоа разговара? Нашата заедничка комисија воопшто не се занимава со проблемот со јазикот. Тоа е работа на јазичарите, на лингвистите, а не на историчарите. Така, комисијата воопшто не дискутира за јазикот. Добре, добивме одговори во однос на прашањето за јазикот, меѓутоа во однос на прашањето за Гоце Делчев е дискутирано, меѓутоа нема, еве, што е начинато на оваа средба како дискусија, бидејќи не е постигнат договор очигледно, а и спорен е се уште идентитетот според бугарите. Ние неколку пати имаме, двете страни имаат дадено предлози како да изгледа таа некоја си формулација, да кажем, текст усогласен од двете страни за основите зошто треба Гоце Делчев да биде заеднички чествуван. Очигледно е, мислам, јасно е во јавноста дека постои разидување во пристапите. Оно што јас можам да го кажам за мене, што мислам дека е важно, е дека во тој текст за Гоце Делчев, но не само за Гоце Делчев, него и за било кој друга личност или настан, о која сме дискутирали или за која би дискутирале, многу е важно да се пронајдат и двете општества. Разбирате, затоа што тој текст треба да ги одрази перспективите на двете општества и тој текст да може да се пронајде и бугарската и македонската страна да се чествува заеднички. Доколку во тој текст е одразена само перспективата на една страна, тогаш се губи смислата на заедничкото чествување.
Тој е нашиот пристап и така работиме со колегите од Република Бугарија за да изнајдеме заедничко решение. Кои се одстапките или до каде може да се одстапува во однос на тоа да се задоволат и историските факти според историчарите и на другото општество заради заедничко чувствување? А ако имаат ригиден став, како што го слушнавме сега од господинот Димитров, дека тој има идентитет бугарски и тие не одстапуваат од тоа. Од друга страна, нашата историја почива на македонската револуционерна борба и на Гоце Делчев, кој што по мене лично бил космополит, затоа што се родил во Кукуш, учел гимназија во Солун, потоа бил офицер во Софија, па се борел за Македонија. Нашата историја не почива само на Македонската револуционерна организација на Гоце Делчев, почива на многу други личности и не треба да се фокусираме само на него. Не имаме и Димитрije Чуповски, и Крсе Петков Мисирков ги имаме и... Добро, меѓу тоа тие го спорат Гоце Делчев. Точно. Тие имаат свое видување за Гоце Делчев и за историјата на таа личност. Кај нас во македонската историографија има исто така свое видување за улогата на Гоце Делчев, но јас ќе ви кажам една работа. Во таа дебата за Гоце Делчев и во оваа дебата за заедничко чествување на Гоце Делчев, ние треба да се сврнеме исто така и на зошто е тој значаен за двете општества денеска. Ме разбирате, значи ние денеска имаме институции, имиња на градови кои го носат името на Гоце Делчев. Ние имаме културни манифестации кои го носат името на Гоце Делчев. И ние треба исто така и на тоа да се посветиме. Ние го чествуваме, ние живите луѓе го чествуваме Гоце Делчев. Така што тој има некое значење за нас денеска. Неколку пати сме го кажале тоа и на колегите сме го кажали и во медиумите. Кога зборуваме за минатото, тоа повеќе кажува за нас самите, отколку за самото минато. Така што мора да се земат во предвид и тие. Ние не негираме дека треба да има можеби биографски податоци за Гоце Делчев, кој бил, каде се родил, што правел, каде учел, под какви идеи бил, каква била неговата дејност. Но при таа изработка на тој текст мора да биде текстот направен на таков начин што двете општества ќе се препознаат. Меѓутоа, ако некој е тврд во изјавите како што сега засега е бугарската политика, пред се не знам вашите колеги само дали пренесуваат факти, значи вие сте историчар, не сум јас. Меѓутоа, до што го знаеме за Делчев дека тој мечта и за една Балканска федеративна република како највисок дострел на збратимување на балканските народни и слично. Затоа не ги сакал конзервативните балкански монархии, значи не верувам и тој дека немал такви погледи како што ве велите вие, дека можат двете општества да се најдат во чествувањето. Меѓутоа, факт е од друга страна дека ние нашиот револуционерен идентитет, значи оној идентитет македонски кој се развил во периодот кој што вие сега го дискутирате со бугарските колеги, е нешто што не може преку ноќ да се смени. И сега ние, ако до вчера сме учеле кој е Гоце Делчев, зашто се борел и слично, не можеме да ги превртиме учебниците да речеме дека Гоце Делчев е човекот кој се борел за Балканска федеративна република, а да го избришеме сето она што досега го имавме. Дебатите за Гоце Делчев помеѓу историчарите нема да завршат ако комисијата препорача одреден текст за Гоце Делчев. Тие повторно ќе продолжат да работат, едноставно историчарите си бараат причина да си оправдаат своето постоење. Вака да видам ригиден кон однос на мојата професија. И тие ќе продолжат да работат и да дебатираат. Сепак толкувањето на историјата, јас пак ќе кажам, таа е повлијана од контекстот во кој ние живееме. Значи, не е таа скаменета во времето и непроменлива. Исто така и учебниците. Учебниците не се едни напишани за секогаш да ни служат. Учебниците се менуваат често. Ние што имаме една ситуација кај нас што учебниците не се промените 15 години поради други причини, тоа кажува за некои други проблеми во нашето општество. Но учебниците не се тие еднаш напишани за да служат за навек, за 100 години, за 200 години додека постои македонската држава или македонската народ. Секоја генерација со своја историја. Своја историја печатот на времето, меѓутоа зборувам за историската наука како сите други науки, сите други дисциплини се развива. Таа не е замрзната во времето. И тие промени, погледи на минатото треба да се осlikуваат и во учебниците по историја.
Историското образование и другото образование, тоа не е исто како што било пред 15, 20, 30, 50 и 100 години. И тоа се менува. И ние мора да се прилагодуваме. Значи, и учебниците по историја треба да се менуваат, тие не се скамените во време. Има впечаток кога зборувате дека одиме на релација на тоа да има навистина одредени попуштања во преговорите со вашите колеги од Бугарија и дека наметнувањето на нивните ставови. Напротив. Затоа што ние не слушнавме ниту од изјавата на господинот Ѓорѓиев, па сега ниту од вас, ригиден став до кај е црвената линија на ваш како преговарач и еве и по прашањето за Гоце Делчев. Во историјата не може да имате црвени линии. Историјата е резултат на дебата. Ама ти имаат црвени линии, вашите колеги имаат црвени линии. Тоа е нивно право да имаат црвени линии. Значи ние немаме црвени линии, ние сме демократски, ние сме либерални. Јас ќе ви кажам дека во историјата не можете да имате црвени линии. Историјата е наука која се развива врз основа на дебата. Таа не е екзактна наука. Таму нема историски вистини или историски лаги. Ама излегува дека за бугарската страна има историски вистини, за македонската е нешто што се развива. Ама сега јас не можам да им кажам на бугарските колеги вака, тоа е нивно право, они како ќе разговарат и ја не сега воопшто да го коментирам тоа. Јас ви кажувам како јас размислувам за историјата. Историјата не е скаменета во време. При тоа учебниците по историја пак ги пишуваат луѓе од Македонија. Нашите препораки не се тврдења и ставови императивни како да се пишува историјата. Тие се препораки во насока како да се подобри. Подобрат учебниците во насока на градење на некој си одржлив мир во регионот, бидејќи учебниците може да поттикнат омраза. И учебниците на Балканот поттикнуваат омраза, не само во Македонија, во Бугарија, во Грција, во Албанија, насекаде. И ние сакаме да направиме тоа да се промени. Тоа е нашата цел, зборам како член на македонскиот тим од заедничката комисија. Меѓутоа, еве, имавте искуство во однос на прашањата за просветителите Кирил и Методи. Иако во договорот беше ставено едно, бугарите во првото читање во парламентот почнуваат да велат нешто сосема друго. Дури и вашиот колега Димитров вечерва кога го прашувавме во однос на прашањето за бугарските просветители, кажа дека тие не велат дека се бугарски просветители, за да подосна кажа дека се што правиле тие во однос на просветителството потекнува од бугарската држава. Еве пред да продолжиме со разговорот на оваа тема, да видиме што всушност кажа и во однос на глаголицата и кирилицата и во однос на просветителите. Не дейте да смятате, че България прави нещо във вреда на някого. Тя е създала този празник. Това, че други... Немојте да мислите дека Бугарија прави нешто на нечија штета. Таа го создала тој празник. Тоа што други го прифатиле, не радува. Затоа сакаме да имаме една многу појасна представа за тоа време во кое се гради една нова култура – христијанизација, што е токму една голема заслуга на средновековната бугарска држава. Тоа тогаш се случило и токму за тоа разговаравме денес и тоа е единствената точка на која направивме чекор напред. Дали ќе побарате од другите држави кои ги слават браќата Кирил и Методи како се словенски, да почнат да ги сметаат за бугарски просветители како што... Никој во Българија не е казал, че братята Кирил и Методи са български просветители. Никој во Бугарија нема кажано дека браќата Свети Кирил и Методи се бугарски просветители. Тоа не е кажано. Не сте го прочитале внимателно тоа што се кажува. Светите браќа се испратени на политичка мисија од Источната Римска империја, која подосна сите ја знаеме како Византијска империја. Тие умираат далеко, но која е улогата на Бугарија? Улогата на Бугарија е дека го спасува нивното дело преку спасувањето на нивните ученици и од тука започнува развојот. Инаку досега никој немаше да знае за нив. Кога се развило тоа дело, станало основа за развојот на една култура, не само во бугарската држава, но и нејзиното пренесување кај другите народи, од кои секако повеќето се словенски. Имаме тука согласност и ние усогласивме став во однос на браќата Кирил и Методи дека тоа се словенски и христијански просветители и тука нема никаква дилема и за тој текст стојат и колегите од Бугарија и тоа е текст кој јас верувам дека наскоро и ќе биде објавен во јавноста за да
Ова беа изјавите во однос на просветителите кои ние ги нарекуваме македонски просветители. Мене во вестите го пуштивме и делот за кирилицата и глаголицата, каде што господинот Димитров вели дека глаголицата ја создале тие на територијата на бугарската држава и кирилицата која исто така почнала да се шири од бугарската држава. Значи се потекнува според вашиот бугарски колега од бугарската држава како територија во тоа време веројатно мисли. Каков беше, еве можете ли ни кажете одговорот или каков е вашиот став, затоа што вие останувате на тоа дека се словенски просветители, христијански просветители, меѓутоа во однос на кириличното писмо и на овие детали за кои што зборува Димитров, како вие би одговарате на тие нивни факти? За изјавите на Димитров најдобро е новинарките да го прашуваат самиот. Го прашавме самиот Димитров, меѓутоа кога го прашавме господинот Драги Јоргиев рече дека не сака да навлегува во историски објаснувања за кирилицата. Еве можете вие да ни објасните. Јас немам намера да држам предавање за што е кирилица. Меѓутоа, ако вашиот бугарски колега вели дека кирилицата потекнува и се шири од бугарската држава, а ние еве до сега барем учевме дека Кирил и Методи се и македонски просветители. Дозволете само да кажам што имам подносно ова прашање. Ние во таа прва суштинска, што ви спомнав првиот ден, таа суштинска дебата која мислевме дека е многу важна, меѓу другото ги прашавме колегите кој е нивниот став во однос на веќе усагласениот текст за заедничко чествување на Свети Кирил и Методи по одлуката на Бугарското собрание да започне таа дебата, тоа во прво читање, сега во второ читање, значи тоа сепак не е усвоено. Од страна на нашите колеги беше кажано дека они стојат на тоа решение и понатаму мислам дека прашањата треба да бидат упатувани кон политиката, бидејќи таа е која ја носи моментално одлуката во Националното собрание. Јас само можам да кажам една работа, дека политиката во двете држави, значи политичарите и во Македонија и во Бугарија, мора да создадат услови за ние да работиме. Да имаме такви услови за да може комисијата да дава резултати со кои ќе се исполнува договорот. Јас зборувам за двете страни, ќе нагласам на уште еднаш. Само така може да функционира словото на договорот и да се гради пријателство и добрососедство. Колегите од бугарска страна стојат на текстот што е усогласен од страна на заедничката комисија и јас како и мојот колега Драги Ѓоргиев се надевам дека најбрзо што може ќе биде објавено што е постигнато во однос на Свети Кирил и Методи, во однос на Климент и Наум, кога станува збор за книжевноста и писменоста. Што е всушност тој текст? Може ли барем да ни кажете, знаете како е, после вакви изјави од бугарската страна, кај што се наметнува и дека нели се потекнува од Бугарија, стравувањата се сепак големи во јавноста. Можете ли да ни кажете, еве за да ја смирите јавност, ако е тој текст повелен и за Македонија, и за македонските државјани, што всушност е тој текст? Не знам зашто би било, не можам да разберам зашто би било нешто страв да постои кај нас. И по мене понекогаш да се приметува тој страв во јавноста, но мислам дека е непотребен. Тој страв, а во самиот текст јас ќе кажам дека пишува дека тоа е се словенска писменост, не пишува така како што некои кругови во Бугарија го сакаат сега да наметнат толкување. Јас зборам за она што работиме ние како комисија. Ако пишува дека е се словенска писменост, зошто господинот Димитров кажа дека се работи за глаголица која потекнува од Бугарија и кирилица која што се шири од Бугарија и од бугарската држава и дека Кирил и Методи, сега да не го цитирам со златни букви навезено на знамето во народно-ослободителната борба, а претходно вика не се бугарски просветители. Тој колку што сватив вели дека тоа што се случува на територијата на средновековна бугарска држава. Ние тоа ќе го прифатиме како факт? Ама тоа си целата светска историографија го прифатила. Дека сега во иднина во учебниците ќе биде нагласено дека Кирил и Методи се словенски христијански просветители кои што писмото го ширеле од територијата на бугарската држава во тоа време. Не, мислам, пазете, тие не го правеле тоа само тука, го правели и на други територии, на други делови од Европа. Така што поентата на заедничкото чествување не е само да влезе во материјална расправа, па да се дебатира тука, па да биде тоа како некоја си кратка лекција за граѓаните. Тука треба да се одрази што е она што е значајно за
двете општества и за двете влади да го чествуваат заеднички. Да, тие се значајни кирили методи за развојот на словенската писменост. Нашите современи култури денес и во Македонија и во Бугарија се словенски култури, словенска писменост и тие се значајни за нас. И тие од тука сметаме дека нема проблем тоа заеднички да се чествува. Подобро заеднички да чествуваме отколку за се караме за нешто што припаѓа пред 1100-200 години. Не, апсолутно, јас не велам дека не може така да се решаваат прашањата, меѓутоа вашиот бугарски колега задира и во политика кога зборува за нешто што се вели кирилица и слично, колку и да не вели дека не зборува за јазикот, ако зборува за писмото. Ме разбирате, тоа е нешто што Бугарија го спори, го доставува до Европарламентот, до Европската комисија, која не спречува на патот кон Европската унија. Ајде, сега отидовме малце далеко, јас немам, не комисијата уопште не сакам да ниту пак да се гледа како политичко тело, па ниту пак да ги толкува тие одлуки. Ние работиме врз основа на одредена методологија и тука ја гледам работата, не ја гледам во зависност за Европска унија и Европска комисија, сега и сите документи да ги вадиме, со тоа да се политизира работата на комисијата. Што рекол професорот Димитров, колегата Димитров, ја мислам дека најдобро е он да си одговори. Јас немам намера во македонската јавност да зборувам тоа што рекол колегата Димитров. Јас ќе кажам уште еднашка, од нивна страна потврдија дека стојат позади тоа решение кое го имаме за Кирил и Методи, па дури за Климент и за Наум, бидејќи нели тоа го тангира тоа прашање и тука мислам дека за мене и за нашите членови во тимот заврши дискусијата. Тоа што политиката го прави, тоа ќе мислам дека треба да се праша и политиката, не само историчарите. Значи, факт е дека може да заклучиме дека комисијата се договори во однос на затварање веќе конечно на прашањето во однос на улогата на просветителите Кирил и Методи на овие тоа е завршена работа, Климент и слично. Тоа е завршена работа како историски. Тоа е завршена работа, тоа е поминато на меѓувладината конференција во јуни 2019 година и тоа е поминано на владините седници и во Бугарија и во Македонија односно овие заклучоци. Тоа е завршена работа, ние не се навраќаме на таа дискусија. Ние само сакавме да прашаме дали они стојат, рекоа да и толку. И тука завршува дискусијата во рамките на заедничката комисија. Нема што да продолжуваме сега пак да отвараме таму. Зошто тогаш ако направиме паралела со велите дека треба да се има заедничко чествување и за Гоце Делчев и да се прифати можеби неговата поширока улога на овие простори, зошто тогаш не може да се уште е рано и не се решава ова прашање по примерот на решавањето на прашањето за просветителите? Како што спомнав и преска, ние имаме два различни пристапи. И тоа мислам дека го спомна и копредседателите. И се обидуваме како тие два различни пристапи да најдеме заеднички точки за да може да се одрази да се состави текст. По моје мислење, Гоце Делчев е и бугарски македонски национален герој. И тој тука треба да бараме и решение. И тој е значен и во бугарскиот народ и кај македонскиот народ. И тоа мора да го прифатиме, дека е така. Ја не можам да им одземам правото ниту на бугарскиот народ да смета дека Гоце Делчев е за него значен и дека за него представува национална фигура. Како што ни они нам не може да ни го одземат правото. Ние сега се обедуваме да најдеме заеднички точки во тие два различни пристапи по кои ќе се обединиме и да најдеме нешто што ќе не поврзе и што ќе биде препознатливо во двете општества. За да може утре разни институции, дали ќе бидат тоа влади, институции да го чествуваат заеднички. Гоце Делчев мора да го претвориме од символ од личност која предизвикува еден символички спор помеѓу две држави, да го претвориме во личност која ќе не поврзува, а не да не разединува. По моје мислење, јас сум историчар, ама сметам дека многу е глупо денеска, во 2021 да се караме околу минатото, околу нешто што се случило пред 150, 200, 300, 500 1.000 години. Да, меѓутоа ако некои прашања ни го одредуваат и идентитетот на некој начин, сега. Тогаш не можеме да поминеме така затоа што сме 2021 се разбира дека идентитетот е битна работа и тоа е моје право. Ја ако сум нападнат како македонец, јас ќе се бранам како македонец. И тоа, значи, јас не можам тука да како вие велите да се прават компромиси. Значи тука ако тоа допира до идентитетот на македонецот, се разбира дека не може да има решение. Меѓутоа, вака се доведува во знак прашање и целиот тој период на македонската револуционерна организација, на Илинденското востание.
на постилинденскиот период, на улогата на револуционерната борба на македонскиот народ во тоа време. Јас не сакам да бидам поголем историчар од вас, историчарите. Меѓутоа, сепак и ние новинарите, наша работа е да прочитаме и да гледаме факти. Се разбира, да. Ги знаеме сите превирања во таа ВМРО организација во тоа време, парите кои биле позајмувани, да речам, или финансирањето на востанието и слично, врските со Софија што ги имал Делчев во однос на помош и слично, меѓутоа и непријателите кои ги имал во истата таа држава, и да се изразам како господинот Димитров, на територијата на бугарската држава, од каде што потекнувале сите работи, па и оваа, значи колку што имал пријатели, толку имал и непријатели. И тоа се историски факти кои што не можат да ги елиминираме. Затоа не можеме да кажеме дека во тоа време имаме историја која што ќе даде одредница на ликот и делото на Гоце Делчев, поврзана со неговиот идентитет и со Историјата не е црно-бела. Бугарската држава на тие простори. Историјата не е црно-бела. Ништо не е црно-бело во историјата, и историјата е повеќе слојна и таа е комплексна некогаш и не може да се сведе на едноставно кажување на добри и лоши. Тоа историјата не се толкува, барем професионалните историчари не ја толкуваат така. Никој во Македонија не спори дека Гоце Делчев бил во Софија. Никој не спори дека тој бил учител во Бугарско екзархиско училиште. Тој никој не го спори во Македонија. Никој во Македонија не оди во таа насока. Ние како комисија не сме го спореле тоа. Разбирате? И тука нема што ние да се плашиме од тоа, дека Гоце Делчев бил во Софија. Не, апсолутно не, меѓутоа тие спорат други работи. Добро, ама видите, дека се бори. Денеска во историјата и во историографијата зборуваме за перцепции. Перцепции кои се базираат на национална, значи перцепции, имате идеолошки, значи имате религијски перцепции, како го гледате минатото. Денеска зборуваме за историја, не зборуваме за една историја која е една единствена и нема друга толкување. Секој друго толкување е лага или фалсификат. Тоа е современата историска наука. Затоа се применува често во решавањето на конфликти кои произлегуваат од различните историски толкувања, се применуваат и пристапи на мултиперспективност, во кои треба да се изгради емпатија кај другиот, значи чувства кај другиот, дека некој друг постои кој има различно толкување или различни погледи на минатото. Јас имам чувство дека тие изградиле кај нас такво чувство, кај комисијата, ама бугарскава комисија немам впечаток дека има такви чувства, особено по прашањето на Гоце Делчев. Јас ќе ви кажам, за бугарската комисија ќе морате нив да ги прашате. Ја не можам да зборувам. Кога ги прашуваме нив, мислам нивните изјави се вознемирувачки, просто кажано некогаш. Да, и секој има право да биде вознемирен доколку смета дека со таква некоја изјава е засегнат неговиот идентитет. Тоа јас не можам да му го Дали вие ќе дозволите во текстот што ќе го направите како заедничка комисија македонскиот народ да се чувствува вознемирен заради се разбира дека не. И дека нема да влијае на... Јас ви реков, значи нашиот пристап е да може двете општества да се препознаат там во тој текст. Меѓутоа пак ќе кажам, повлекува еден цел период од македонската историја. Значи, јас не знам дали воопшто во следниве 2 години ќе се реши прашањето за Гоце Делчев, затоа што мислам дека решавањето на тоа прашање навистина ќе повлече можеби измена или толкување или различно видување на еден цел период од македонската историја, не мал период. А по кој начин ќе го? Може се извинувам, јас дам дека вие сте новинари, вие прашувате овдека, него по кој начин, ако еден одреден текст како што сметате вие ќе се направи, по кој начин ќе предизвика, по кои механизми, по кој ќе бидат следните чекори што тоа ќе го предизвика? Знаете, впечатокот е дека постојано бугарската комисија оди на фактот дека се создало во тогашната бугарска држава како територија, едната работа или во време на делувањето на бугарската екзархија. Видете, нациите денеска современото навлегува во прашањето за идентитетот. Не. Што и да реши комисијата, тоа не значи дека утре сите ќе морат под наредба да пишуваат така како што пишува во тоа. Секој има право да пишува што сака. Секој има право, како што рече скорошно имаше едно интервју еден добар познавач на балканската историја,
напише дека секој има право да си пишува глупава историја. Секој има право да пишува и добра историја и професионална историја, значи никој не може на никого да му го земе правото што ќе пишува и што ќе мисли. Нели сме демократски општество. Меѓутоа не можеме да менуваме историјата врз основа на политичките притисоци и сами велите Никако. не Значи може да никој се не случи. рече да се менува историјата под политички притисоци. Тоа никој не го рекол, ниту никој го прави. Но ние работиме во политички контексти, во одредени општествени контексти. Тоа е кој треба да се прави разлика. Што и да биде тој текст е наменет не за да утврди правилно толкување за Гоце Делчев или за било која друга личност. Тој текст е направен за да им каже на политичарите оправданоста за заедничко чувствување на Гоце Делчев. Значи да направиме разлика. Историчарите, како што реков, ќе продолжат да дебатираат, ќе продолжат да бараат пари за проекти научно-истражувачки и тоа е нивната работа. И од тоа од нив се очекува. Така што не гледам некој потреба за страв дека нешто не знам што ќе се случи, дека од утре нема да бидеме македонци. Па ако од нас не зависи нашиот идентитет од некоја си таква работа, значи ние имаме проблеми со самите нас. Ние сме македонци затоа што веруваме дека сме македонци, има нешто што не обединува денес. Си имаме своја историска традиција, свои историски сеќавања. Ама и ние создаваме и денеска некои си културни вредности. И затоа сме македонци. Зборуваме на македонски јазик. А не сме македонци затоа што нешто се случило пред 1000 или 2000 или не знам си колку години. Јас ве разбирам во обидот да како комисија да најдете заеднички јазик во однос на прашања кои што се битни и за еднината на Македонија и Бугарија и за добрососедството и за ЕУ перспективите. Меѓутоа, она што ве прашуваме постојано ние новинарите после овие средби е ригидниот став на бугарската политика во моментов, која што ете и во однос на прашањето на Кирил Методиј што беше договорено, па кажа во парламентот дека не се словенски просветители, туку бугарски. Во првото читање, од друга страна, прашањето повторно ќе се вратам на Гоце Делчев и во однос на револуционерната борба што има во тој период за ослободување од османлиите и покренувањето на востанија и целото негово дело кое се однесува, колку што јас знам, за ослободување на македонскиот народ од турското робство. Никогаш во ниту еден учебник не сме прочитале, барем до сега, дека било за ослободување на бугарскиот народ од историјата не турското пишува робство. само историјата не Дека бил помогнат, факт е, од Софија со одредени средства, врски, конекции и слично, меѓутоа таму никаде не пишува дека се работело за ослободување на бугарскиот народ. Видите, историјата не ја пишува само во учебниците. Тоа што го пишува во учебниците е синтетизирано, некои си достигнувања на историската наука, дали само зависи од државите, зависи од контекстот, зависи од времето кога се пишуваат учебници, дали е тоа националната историографија, како што некои милува да кажат, или е тоа достигнување на светската историографија по некои прашања. Така што учебниците се само едно видување на минатото и тоа е она видување кое државата сака низините млади граѓани да го учат за минатото, да стекнат одредена представа за минатото. Вие за минатото стекнувате представи и во средината во која се движите, искуството, родителите, значи на повеќе начини. Ама го градиме нашиот идентитет. Ве молам да докажам, Ве молам да докажам. Исто така, учиме за историјата, и ако имате поголема желба да прочитате повеќе за историјата. Така, значи на повеќе нивоа, преку повеќе медиуми, вие учите за минатото. Во однос на Гоце Делчев, да, тој точно се борел за слобода на Македонија. Тој никој не го негира. Тој и во Бугарија ќе ви каже да, се бореше за слобода на Македонија. Тука после ќе настанат различни дугања. Каква Македонија, оваква Македонија, таква Македонија. И си имаме секој своји различни перцепции и толкувања на тоа. Нациите не настануваат во изолиран свет на некоја друга планета, па после да ги телепортираат тука на еден географски простор. Тие настануваат преку мешање со други национални идеи, одредени политички контексти, општествени контексти, под разни влијанија. Македонската нација не можеме да создавањето и развојот на македонската нација не може да го разбереме без влијанието на бугарската национална идеологија, на грчката, на српската, па и на албанската. Значи не можете да го разберете. Истото важи за сите други нации во регионот. Бугарската национална идеологија не може да разберете без влијанието на грчката идеја национална. Значи тоа мора да го разбереме. Историјата не е така ригидна, таа нема силни граници, таа не е исклучива. Денеска да разбирањето за минатото, дека минатото е комплексно, дека минатото е испреплетено,
Значи дека многу работи споделуваме, дека многу работи се заеднички, не само херои, туку и антихерои. Така што тоа е она што денеска доминира како разбирање за минатото и која е улогата на минатото во современото општество. Тоа можеме да кажеме. Она што исто така потоа предстои е, и не знам до таму не сте стасани до тој период на учебниците, каква била улогата на Бугарија во Втората светска војна. Точно да, не сме стасале, но се разбира здравје. Оградувањето, тоа зборот бугарска окупација, од каква била нивната улога во Втората светска војна, Ние не новија сме, простори и слично. Точно не Празнуваме сме. 11 октомври, што ќе празнуваме после тоа, не знам, Ние ќе ако си не е ригидна празнуваме- историјата и слично. Ние ќе си празнуваме тоа што сметаме дека за нас како граѓани на оваа држава, македонци, албанци, турци, роми, бошњаци, срби, е значајно. И Ама против кого се бореле? Против кој? За кого ме прашувате? дали во учебниците по историја ќе биде избришено и тоа дека Бугарија учествувала на страната на Тоа е факт дека она окупаторот на била овие простори. Па тоа е факт дека тој никој не го спори дека царството Бугарија од 41 до 44 9 септември е сојузник на Хитлеровата коалиција. Никој не го спори. Значи Во нема да светската наука не го не спори. очекувајте дека тие ќе го спорат ова и дека во учебниците доколку има такви Јас наводи ќе треба да видиме бидат кога ќе сменети. дојдеме на тоа место. Кога ќе дојдеме до тоа прашање. Ќе видиме и ќе го дискутираме. Ако има тони некоја забелешка, ние ќе си го дадеме нашиот став. Но не можам сега однапред да зборувам што како ќе тече дискусијата. Јас ви кажав што е моето мислење. И кое е мислењето на светската наука во однос на ова прашање. А тоа што ние ќе славиме, тоа ќе биде наша одлука, на нашето општество. Што ќе славиме, што сакаме да славиме, какви пораки сакаме да праќаме и какви вредности сакаме да градиме. Славењето на 11 октомври, ако мене лично ме прашувате како историчар, не само како член на комисијата, е еден чин на борба против фашизмот. И антифашизмот е една од идеологиите, една од столбовите на Европската меѓутоа ако унија. побараат да се избрише нивната улога, ние ги знаеме како окупатори. Сега ова има многу Во тој хипотетички, период, разбирате. а што ако не побараат? Па не, ора како што барат и се потекнува од Бугарија, јас се сумневам дека нема да побараат. Ајде да оставиме да видиме што ќе побараат, па тогаш ние ќе побараме нешто исто така. Видете, и ние бараме и они бараат. Ако сега. така одиме, ние имаме среќа што Турција ништо не побарала од нас во однос на некои прашања, имаме турско робство, имаме 5 века и слично, па немаме турско проблем. робство. Еве јас ќе ви кажам, јас Разбирате? меѓу другото ми е османлиска историја интерес. Да, меѓутоа сакам да Нема кажам робство дека тука, да секој мам некој работа, може ајде. да најде дека е засегнат од нешто, ако сака Јас- тоа да го издигне на како политички проблем. Значи не зборувам, значи секој можеше да најде на овие простори некаков проблем историски затоа што историјата е испреплетена. Историјата не смее да се политизира. Ама се политизира и на тоа Јас очигледно точно дека- почива ама јас- можноста на Бугарија да не кочи. Јас на не го процесот негирам кон фактот дека Унијата. историјата не се политизира. Мислите дека историјата кај нас не се политизира? Апсолутно не мислам дека не се политизира, Значи, меѓутоа сите имаме одговорност кон тоа да не се политизира минатото, затоа што не можеме да бидеме заложници, не можеме да живееме во минатото, да живееме во минатото и не можеме да си направиме пуба во минатото тоа што е. Меѓутоа, она што е факт дека Бугарија после толку години сега ги отвори овие прашања, кога Не Македонија е треба да точно. влезе во Унијата. Вака, стрикно, ваква политика од страна на Министерката за надворешни работи, од страна на заложбите на бугарското мнозинство да влезе во парламентот, да се дискутира за нешто што веќе е влезено во договорот помеѓу Бугарија и Македонија, на вистина е политика која е насочена кон тоа да Македонија не може да добие можеби европска перспектива. Овие погледи кои сега доаѓаат во Бугарија, за кои многу денеска се зборува во јавноста, не се од сега, те постојат оддавна. Тоа е прва работа што треба јавноста да ја знае и ние не треба да се изненадуваме. Меѓутоа сега се нагласени и се во сега, контекст во однос на тоа што се случува, јас не можам да интеграциите. зборувам што рекла, јас мислам дека си има соодветни институции во државата кои треба да одговорат на тоа што рекла Захариева, Радев, Борисов, ред политичари. Јас не можам да ја земам улогата на представник на Министерството за надворешни работи или на владата или на претседателот. Така што јас и по принцип че ние членовите на македонскиот тим од комисијата, од заедничката комисија не коментираме политички изјави.
Еве политичката изјава на господинот Радев која даде денеска во овој контекст. Те ще търсят и ще отстояват историческата истина и българският национален интерес. Но моето послание е повече за политиците, които вземат решение. Те не могат да абдикират от този важен и за България, и за Република Северна Македония, и за Европейския съюз процес. И крайно време е да се намери това политическо решение, което да утвърди всички принципи на добросъседство, на добри взаимни отношения, но уважение на историята, на уважението на нашата идентичност и език. И разбира се, това е отговорност преди всичко на страната кандидат за членство в Европейския съюз. За компромиси винаги има място, но пак казвам, компромиси не могат да бъдат извършвани с история, идентичност, език, с искания за национални малцинства, защото това има дългосрочни последствия за отношенията вече вътре в един Европейски съюз, който искаме да бъде солидарен, кохерентен, единен. На нас никой не може да ни дава срокове. Нам никој не може да ни поставува рокови. Уште еднаш сакам да кажам дека ние со колегите не водиме преговори. Преговори се водат во политиката. Ние водиме една научна дискусија и целта е да бидеме коректни кон историските факти. Историската документација врз која се гради некакво гледиште. Господине Димитров, кога ќе ве прашаат сега после ова во Софија дали комисијата обезбеди конструктивна основа за работа, за да се даде зелено светло за пристапните преговори, што ќе им одговорите? Ще ми бъде много трудно да дам положителен одговор. Ќе ми биде многу тешко да дадам позитивен одговор. Ќе го раскажам тоа што се случи. Оценката останува на луѓето кои очекува да сватат што станало. Конкретно што сме зборувале. Ние сме конкретни и одговорни луѓе. Уште еднаш сакам да кажам дека ако се појавило сонце, макар и за малку, тоа е добро и дава надеж дека ќе може да продолжиме напред. Че можем да продължим работата напред. Политическите оценки са фокусирани върху изпълнението на договора за приятелство. Политичките оценки се фокусирани врз исполнување на договорот за пријателство и добрососедство. Работата на нашата комисија е само една клаузула од тој договор. Треба добро да го проверите исполнувањето на сите други клаузули, затоа што ние не го даваме тонот во меѓусебните односи. Токму тој го кажав пред малку, се обидуваме до минимум да ги намалиме тие прашања кои попречуваат во тоа договорот да се претвори не само во реалност, туку и во една мотивација, не само во односите на политичко ниво, туку и меѓу народите од двете држави. Ставањето на комисијата на врвот од овој договор меѓу Бугарија и Македонија според мене е контрапродуктивно за работата на комисијата. Во тој договор има уште многу други членови кои треба се исполнат и кои верувам ќе релаксират политичката ситуација меѓу двете држави, така да само зависноста од на договорот од работата на оваа комисија според мене е контрапродуктивно за нашите работи. Еве вака гледаат на политичарите и политичките притисоци представителите на комисиите. Бугарскиот премиер Бојко Борисов на Фејсбук објави дека тој и германската канцеларка Ангела Меркел ги поддржуваат земјите од Западен Балкан на патот кон Европската унија и вели дека Бугарија активно ќе продолжи да работи во таа насека за време на заедничкото преседавање со Република Северна Македонија во Берлинскиот процес. Вели дека ги цени напорите на германското преседателство со Советот на ЕУ за изнаоѓање најсоодветни решенија за заштита на здравјето на сите европски граѓани и на економскиот живот, наведува Борисов на својот Facebook профил. Пред да ги најавам рекламите, колков притисок навистина чувствувате од политичарите, особено вака кога имате преговори, а кога политичарите даваат различни изјави кои што не одат во прилог на добрососедство? Видите, притисокот, работата на комисијата може да дојде од повеќе места. Точно може да дојдат политичарите и кога ќе се направи сега како што се направи една состојба ситуација како што сега имаме, како што кога читате медии мислите дека се зависи од 2 дена работа на историчарите, дека готово. Дури имаше, ја добив еден печаток и на некои си апокалиптични дури сценарија, леле, што ќе се случи ако комисијата не направи нешто. При што ние си имаме многу сериозни проблеми денес во нашето општество, си имаме големи бројки на ковид,
случаеви, имаме други сериозни проблеми со образованието, така што на моменти мислам дека се прави преголема, ќе кажам, ќе употребам еден збор, па нека ме нападнат колку сака, дури хистерија се прави, со која се врши непотребен притисок за ние да мора да продуцираме. Ние рековме во нашата дискусија да продуцираме резултати. Ние за вчера, уствари точно, во дискусијата имавме една дискусија многу добра, во која рековме не е многу важно колку ќе имаме средби, важно е што ќе постигнеме. Може да имаме и една средба во текот на една година, ама да даде резултати таа една средба, отколку да имаме 6, 7, 8, 10 средби, а ништо да не направи. Сега, притисокот може да дојде и од други места, може да дојде од колегите, може да дојде од одговорноста што ние ја имаме како историчари, како членови на комисијата од двете страни, какви резултати ќе испорачаме. Дали тие резултати можеби утре ќе направат поголем проблем во бугарското општество или во македонското општество, да потикнат национализам во Бугарија или во Македонија, па тој национализам да создаде други проблеми. Притисокот доаѓа од повеќе места, а политичари, само се извинувам да докажам, политичарите се одговорни да создадат атмосфера во која ние слободно ќе работиме. Не, нема таква атмосфера, тоа сакав и да го кажам. Две работи ги го прават притисокот, тоа дали ќе се најде или не решение пред тоа да Бугарија има можност и сака да не стопира нападот кон ЕУ, затоа што најавува дека ќе ја блокира и првата меѓувладина конференција со која формално ќе започнат и преговорите меѓу Македонија и Европската унија. Ако до незиното одржување не биде забележен реален напредок во исполнувањето на духот и словото на договорот за добрососедство. Вас ви го фрлаат врели од костан, ме разбирате. Од друга страна и ве условуваат. Предлага, освен поглавијата 23-24 кои се отвараат на почеток на преговорите, да остане отворено и поглавието 35. Други прашања. Значи, повторно тука ќе го наметнат договорот за добрососедство кој што е поврзан со историјата. Второ, тие имате меѓусебни средби, на премиерите и слично. И затоа вие сте под постојан притисок всушност на политиката. Јас не велам дека македонската страна ме притиска, туку имам впечаток дека многу притиска бугарската страна и дека сега сме во еден тесен ставени само заради преговорите со Унијата. Притисокот може, јас пак ќе повторам, притисокот доаѓа од повеќе страни, не доаѓа секогаш од власта, доаѓа од опозицијата, дали станува збор за Македонија, може да дојде од трета држава притисокот. Може ние некогаш и самите да си го создадеме тој притисок непотребен. Јас пак ќе кажам, должност на политиката е да создаде услови и атмосфера ние да си работиме слободно и нормално. Колегата Ѓорѓиев рече дека има многу други таму членови во договорот кои треба да се работат и кои треба да се исполнуваат. А ние, јас да ви кажам, ја не знам што повеќе се изморувам, дали од средбата со бугарските колеги кога име во Софија или од самото патување до Софија и назад. Добро, тоа се прашања што не ги решаваат политичарите, ама сега во моментот... Како не се прашања да не ги решават политичарите? Во однос на коридорите и, знаете, пругата кон Бугарија колку време ја градиме никако сигурно не се историчарите тие што треба да го градат патот, мислам. Тоа се мостовите што не ги изградија политичарите, а ви оставија на вас да изградите. Само мојата порака како историчар, како член на комисијата е политичарите што помалку да зборуваат за историјата. Толку. Пауза за реклами и ќе продолжиме во завршница на овој разговор. Разговараме со историчарот Петар Тодоров, кој денеска и вчера беше на разговори со бугарските колеги историчари во однос на прашањата кои се однесуваат на македонската и бугарската историја. Она зашто не разговарате ви историчарите и не сакате да одговорите е прашањето за јазикот. Веќе ја слушнавме изјавата што беше дадена, меѓутоа она што пак од друга страна сепак не може да се избегне е тоа што на пример пишуваше во бугарскиот меморандум проектот за етнички инженеринг за создавање македонски идентитет и македонска нација со позајмување делови од историјата на соседните земји се уште доведува до многу контрадикторни резултати. Сега, иако велите дека не разговарате за јазикот како еден од идентитетските определби на една нација, сепак ова што го вели бугарскиот меморандум позајмување делови од историјата на соседните земји се уште доведува до многу контрадикторни резултати. Тие велат дека сме позајмувачи на нивната историја. Се сложувате ли со вакво нешто? Јас имам поинако разбирање за минатото, из историјата. За мене историјата не е национална дисциплина. За мене историјата е испреплетена и нема
друга историја освен што е преплетена, споделена. Така што во однос на јазикот, да, ние не разговараме, бидејќи ние не сме комисија за јазик, ниту пак имаме желба такво нешто да правиме. И нема зашто воопште да се прави. Во однос на дека сме инженеринг, како рековте, етнички инженеринг. Така велат тие. Добро. Да. Ниту една нација етнички во светот. инженеринг за создавање македонски идентитет. Создавањето на македонската нација и развојот на македонската национална идеја не е ништо поразлично од останатите национални идеи во светот. Ние не сме некаков си исклучок во светот, посебен кој треба тука да дојат сите научници кои се занимаваат со групни идентитети, историчари, социолози, политиколози, па да не проучуваат. Ние сме едноставно процесот на развој на македонската нација не е ништо поразлично од оној на бугарската, грчката, српската и да не одам подалеку во географските должини и ширини. Така што во тој смисол сметам дека моје лично мислење како историчар е тоа не го поддржувам и не го Како гледате еве на бугарскиот меморандум, не знам дали ве вознемири она што го пишува тука, дека Бугарија не може да прифати дека тековниот процес на градење нација во Република Северна Македонија ќе се оди со ревидирање на нашата заедничка историја, негирање на нашите заеднички етнички и јазични корени или неосновани тврдења за постоење на македонско малцинство во Бугарија. Знаете што се случи со европската резолуцијата на Европскиот парламент за признавање на Илинден и малцинството кое што бугарските власти остануваат глуви за него. Значи во сите овие работи што ги вметнува во овој бугарски меморандум, секогаш го има и зборот историја, речиси во секој пасос. Значи, колку и да велите вие историчарите дека нели политиката на страна, историјата на страна, тие секогаш ја вметнуваат историјата и велат дека историјата е наша заедничка историја, што може би вие ќе речете да, факт е дека имаме заеднички истории и со други народи, не само со бугарскиот народ. Меѓутоа ревидирање, зборот ревидирање го употребуваат на нашата заедничка историја. Значи, манифестации на антибугарска идеологија и практика финансирани од државата во спротивност со европските вредности не треба да се легитимираат со влезот во Европската унија. Еве, ова е тоа што го пишуваат бугарите до Европската унија. Меморандумот ми е добро познат. За него можеме и посебна емисија да отвориме и да дискутираме, и повеќе како историчар. Јас само едно ќе кажам, моето право да се чувствувам како етнички македонец кој зборува македонски јазик не треба по ниеден начин да биде нешто што ќе ги навредува другите луѓе. И тоа не може да биде антиевропски чин, туку напротив, негирањето на еден идентитет е антиевропски чин. И толку можам да кажам, затоа што ако отвориме сега дискусија што има таму, што пишува, пристапот, да не ќе ни треба уште еден час. Јас ве разбирам, меѓутоа знаете како историчар кој е дел од комисијата која преговара за да се најде заедништво, кога ќе видите еден ваков политички, еве ќе го наречам меморандум, не го пишувале членовите на комисијата, тогаш навистина не знам како седнувате и какво е чувството да седнете на преговорите ако имате прочитано бугарскиот меморандум до Европската унија. Еве ве прашувам и како и лично како се чувствувате како човек кој ќе седнете да дебатирате, а сето ова го имате пред вас. Овие работи што ги пишува таму, тие не се сега измислени. Некои работи, ние сме ги постојат и како тези во кај некои историчари во Бугарија. Кај некои рекол, значи не кај сите. Тоа е многу важно да се спомене, бидејќи во Бугарија има многу добри професионалци, историчари кои пишуваат исто така квалитетни. Да, меѓутоа се малцинство очигледно. Еве како е? Имате ли се Не би рекол дека се малцинство, бидејќи ниту е јас по моето мислење има доста професионалци во Бугарија. Тоа е политички документ кој си зел сметала бугарската влада дека кога се обраќаат до европските држави во контекст на почетокот на преговорите со ЕУ, дека треба да си каже она што она го мисли во однос на минатото со Македонија, минатото на Бугарија и се она што се случува со контекст на некои настани по 1990 години, односно по распадот на социјалистичка Југославија.
Таму ја како историчар се разбира, не се сложам со многу, ако да рече сега, може би сите точки во однос каде што се спомнува историјата, но јас ви реков ако идеме точка по точка, ние може ќе треба да отвоиме уште еден час. Не одам точка по точка, ма знаете, цело време, затоа ви велам го нагласуваат, велат представници на Република Северна Македонија секогаш се спротивставуваа на заеднички договорениот концепт на заедничка историја, обидувајќи се да ја замена со алтернативни поими за споделена или испреплетена историја. Значи, тоа е добро прашање. Тоа е добро прашање. Тоа е она што тие го става до Тоа е добро прашање, е веќе конкретно нешто на што можам да одговорам. Ние заедничка историја го толкуваме на начин како што светската наука во последниве 20-30 години го дебатира. И заедничкото и толкувањето на тој термин ние сметаме дека треба да биде призма низ тоа, а не како историја на еден народ од 9 век до 1944 кога со политички декрет на Тито, како што не се вели таму, или со некоја си иницијатива доаѓа политика на Коминтерната е создаден македонскиот народ и пак ќе се навратам на претходно што го кажував дека македонската нација, создавањето на македонската нација не е ништо поразлично, процесот не е ништо поразлично од оној на другите нации во регионот и реков остатокот од светот во Европа и светот. Да, јас само ќе додадам дека заедничка историја не значи негирање на историјата на другиот, а има впечаток дека токму тоа во моментот го прават бугарите. За крај, какви се очекувањата за следниот состанок со оглед на тоа што, ако го цитирам господинот Димитров кој го опиша состанокот како времето повеќе облачно дожд, па и малце имало сонце, има впечаток генерален дека баш и не било позитивна средбата и не можеме да кажеме дека имало средбата некој позитивен Јас би бил исход. задоволен ако може исто така средбите да даваат добри резултати, но важно е дека комисијата работи. Што ќе се најде на агендата во декември? Па каде што сме застанале, таму ќе продолжиме. Ние треба да продолжите со завршиме прашањето она што го за рекол, Делчев? не мислам на пресконференцијата, изјавата поточно ајде за медиумите, дека мора да завршиме ние со предлоги идеите за препораки за учебниците во Македонија. И се разбира ќе се продолжи да се бара решение за Гоце Делчев. Имам впечаток дека тие се постојано нешто бараат од нас, што бараме ние од нив. Еве бараат за ревидирање можеби на учебниците. Ние имаме исто така доставено, речиси 30 страници забелешки во однос на бугарските учебници, како тие треба да се подобрат во однос на некои представи кои се градат. И при тоа морам да споменам дека тие забелешки кога ние ги даваме, не ги даваме само во контекст на историјата или за значење за етничките македонци, туку и за сите други граѓани на оваа наша држава. И за представите за муслиманите, представите за исламот, бидејќи наша должност не се само етничките македонци, наша должност и тоа е сосема прифатливо, ама тоа не води во еден друг процес. Например, знаеме во 70-тите негирањето на малцинствата, односот кон турците во Бугарија, каде на друго место. Во 80-тите години. Да, во односот во 80-тите односот кон турското малцинство, македонското малцинство и се. Значи само ја прави работата покомплицирана. Цивилизацијски вредности да се почитуваат различностите и да се тоа се сепак или европски вредности. Значи нагласувате ли дека треба да се признаат малцинствата? Не, кои што живеат на просторите на Македонија. Комисија која треба да работи за малцинствата. Секоја држава има должност, има подпишано меѓународни договори и треба да си ги почитувате меѓународни. Јас нема што да зборувам за малцинствата, тоа не е моја работа. Ја немам мандат во комисијата. Нема, велите мора да се отсликуваат барањата и на сите практично граѓани кои живеат во оваа држава, значи во тие забелешки до учебниците. Не се само етнички македонци, во Македонија има и албанци, и турци, и роми, и бошњаци. Ви благодарам многу за ова гостување. Морам да кажам дека не добивме најконкретни одговори во однос на тоа што се говореле 2 дена со бугарските колеги, но сепак ова е навистина чекор напред, барем во договорот што сте го постигнале во однос на учебниците и во однос на чествувањето и како ќе се нарекуваат генерално просветителите се словенски и христијански Кирил и Методи. Вам ви благодарам за вниманието, останете на програмите на Телма.